Здраво, деца! Јас сум воспитувачката Ели од детската градинка Наша иднина во Прилеп и многу се радувам што денес повторно сте тука заедно со мене на денешната активност. Па како сте, мили мои? Браво! Многу ме радува што сите сте добри. И јас сум, деца, добра. И среќна сум што ве имам сите вас околу мене. За почеток денес ќе ве прашам дали вие сакате да патувате. Да, го очекував овој одговор и јас сум сигурна дека вие сте многу среќни кога треба да патувате. Ајде сега за момент размислете за да ми одговорите со што најмногу сакате да патувате. Така, ги слушам јас веќе некои од вашите одговори. Некои многу сакаат да патуваат со автомобил. Така, други со автобус. Па слушам со брод, авион. Така. И со воз сакате да патувате. Па тоа е прекрасно искуство, деца. Патувањето со воз е прекрасно искуство. Тука слушам некои од вас дека многу сакаат да патуваат со велосипед. Значи посебно сте среќни кога ги возите вашите велосипеди. Браво! Ви благодарам, деца, за сите ваши одговори. За да се стигне до некое место, секогаш постои посебно превозно средство. Така, например, во парк кога се оди, најчесто се вози велосипед или тротинет. Со автобус или автомобил. Каде се досега не си бил? На езеро или море кога си. По мирните води, со кајче или брод може да се плови. Да се лета со авион. За секој од нас е радосен сон. И штом летото ќе ни дојде, секој од нас сака некаде далеку да појде. Ако пак погледот уште подалеку ти оди и на кај бескрајот те води, во мислите со ракета до звездите можеш да слеташ. Звездички мои, пред малку се потсетивме на сите превозни средства со кои многу сакате да патувате или пак сонувате да патувате. Превозните средства, деца, многу ни го олеснуваат животот, но исто така тие се една од причините поради која нашиот воздух, што секојдневно го дишиме, е загаден. Колку повеќе автомобили, камиони, автобуси по патиштата, толку повеќе воздухот што го дишиме е загаден. Затоа што, деца, во чадот што го испуштаат превозните средства кога се движат, е полн со нечиста материја. Еве како изгледа кога сме надвор и кога воздухот е загаден. Најчесто очите ни се затворени, затоа што тој ни ги штипи и ни предизвикува солзи. А пак, кога сакаме силно да земиме воздух и да ги наполниме нашите гради преку носот или устето, внатре во грлото загадениот воздух не гребе, не дразни и така, деца, не тера да кашламе. Загадениот воздух ни предизвикува кашлица. Затоа, јас денес заедно со вас сакав да размислиме како може ние да придонесиме
воздухот околу нас да остане чист. Погледнете ја, деца, сликата и ајде размислете да видам дали ќе ви се роди некоја идеја, дали ќе ви дојде некоја добра мисла. Исподелувајте ја, деца, секоја мисла и идеја се добре дојде. Така и си мислев, така и очекував од вас. Браво! Ако секогаш, кога времето е убаво, ги возиме нашите велосипеди и помалку ги вклучуваме превозните средства кои го загадуваат воздухот, така ние ќе земиме учество во чувањето на воздухот да биде чист. Браво, деца! Јас сум сигурна дека овој наш разговор денес ќе го споделите со мама и со тато. И сигурно дека и тие ќе сакаат да се вклучат во акцијата да го зачуваме воздухот чист и да возиме што? Велосипеди, нормално, затоа што и со велосипедот може да се прошета целиот свет. Денес, деца, како крај на оваа активност, сакам да ви предложам една креативна игра, а тоа е сите, доколку сте во можност, да изработите велосипед. Се разбира, доколку го имате потребниот материјал дома. За тоа ни се потребни неколку листија во боја, лепило за хартија, ножички и вашите омилени боички. Едниот лист што сте го одбрали, за да го изработите вашиот велосипед, преклопете го на половина, како во примерот на првата слика, и пресечете. Потоа, секоја половина уште на половина. Забележавте дека од еден лист хартија добивме 4 еднакви делови. Секој дел од хартијата. Полека, трпеливо. Превиткувајте за да добие истиот форма на хармоника. Кога тоа ќе го сторите и го превиткате уште на една половина, вие го добивте половина од тркалото на велосипедот. А кога сите 4 делови ќе ги превиткате и меѓусебно ќе ги споите, впрочем, ги изработивте тркалата на велосипедот. Поставете ги на одредена далечина на друг лист хартија и затврстете ги со лепило. Следно што треба да направите е со боичките да го доцртате по делови вашиот велосипед. Како тоа најлесно можеме да го сториме? Ако со еден триаголник, деца, ги поврзиме двете тркала на велосипедот, ние ја добивме рамката на велосипедот. Долната страна на триаголникот прецртајте ја со една коса линија. Задебелете ја на краевите со вашата боичка и така вие ги нацртавте педалите на велосипедот. На врвот на триаголникот нацртајте го вашето седиште. Прецртајте го од вашиот велосипед, а ако го немате, слободно копирајте го од примерот на сликата. Што ни остана уште да нацртаме на велосипедот, деца? Рачките, така? Ајде да слушнам од вас. На што ви личат рачките на мојот велосипед?
Па така е на буквата Т. Гледате колку е лесно. Нацртајте ја над првото колце буквата Т. И за подобар дизајн да добија вашиот велосипед, задебелете со боичките на врвот од рачките. Дали, деца, ви се допадна денешната идеја за игра, што може да си ја сработите после ова видео? Ви благодарам, деца. Се надевам дека сите ќе се вклучите во акцијата, дека ќе го сработите вашиот велосипед и дека малку ќе придонесиме сите ние заедно за воздухот да ни остане чист. До следното дружење ве поздравувам и силно ве гушкам. Довидување!